Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е министерот за здравство доктор Венко Филипче. Министре, деновиве јавноста се вознемири по изјавата дека високата стапка на смртност на новороденчиња и родилки е и поради тоа што родилките не водат грижа за сопственото здравје. Дали сметате дека многу поголем е проблемот што 40 општини немаат матични гинеколози, како што ве прозва јавноста, и тоа дека не се исполнети сите услови на гинеколошката клиника во Скопје, во смисла на медицински кадар и други проблеми? Навистина ми е жал што имаше таква реакција, но јас во моето излагање ги спомнав сите фактори кои што влијаат на новороденечката смртност. Се осврнуваме и имаме план за тоа како ќе влијаеме на ниво на гинеколошката клиника во смисла на набавување на соодветна опрема. Веќе се започна процесот со набавување на инкубатори. Знаете, порано по 2 новороденчиња беа во еден инкубатор, сега има 16 нови инкубатори. Понатаму имаме план за подигање на нивото на знаењето на докторите кои што работат во таа струка. Со UNFPA започнуваме процес на едукација. Работиме и на примање на нови доктори, како гинеколози по општините, така и на неонатолози во родилиштата. Понатаму ги активираме мобилните гинеколошки амбуланти, сместени во специјални возила на пациентки кои што не име таа услуга достапна. Во таа смисла, воопшто не беше целта некој да се најде навреден, но има еден одреден број на жени кои што првото јавување на гинеколог име на самото породување. Зошто не реагиравте поургентно во јавноста, ако информациите што биле кажани не биле пренесени во целост, како што сметате, и се чекаше да се создадат толкави реакции во јавноста? Дали тоа лично сметате дека беше грешка? Може би најголемата грешка беше во вордингот, меѓутоа суштината е тоа што сакаме да направиме една стратегија која што ќе биде сеопфатна. Ние се обидеме да го решиме проблемот само на гинеколошката клиника или да ја подобриме опремата или да влијаеме на зголемувањето на знаењето само на одреден број на доктори, прилично сум сигурен дека нема да постигнеме резултати. Со еден ваков сеопфатен пристап, прилично сум сигурен, имајќи во предвид и ентузијазма на докторите кои што работат со оваа проблематика, дека резултатите ќе бидат видливи за релативно краток период таму каде што навистина може, а за во еден подолг среднорочен па и долгорочен период ќе се осетат и по долгорочните резултати. Во колку точно општини нема матични гинеколози, односно ординации, како ќе се реши овој проблем? Нема гинеколози во 5 општини во државата, а решенијата ги спомнав претходно, како со едукација, примање нови кадри, мобилните гинеколошки амбуланти и секако подигањето на свеста на жените на секаде низ државата. Апелиравте да не се препараќаат родилки во клиничкиот центар во Скопје од други градови како Штип, Тетово, Битола, потенцирајќи дека секој родилиште ќе има животоспасувачки лекови. Но како ќе го решите проблемот со недоволна обученост и стручност на кадарот во внатрешноста, што постои со години и покрај сите едукации што се правеа, а не може да се реши преку ноќ? Ние, освен оваа стратегија за намалување на новороденечката смртност, работиме и на план за едукација генерално на сите доктори во нашата држава, и тоа како преку соодветни тренинзи во странство, но соодветно долго, за да може да го стекнат нивото на експертиза, така и на носење на експертиза локално во нашите услови. Бараме партнер, кој што ќе биде универзитетска болница од Европска унија. Веќе разговаравме со Министерството за здравство во Бугарија, а имаме и преговори, разговори со една болница од Германија, со цел експертизата, посебно за работи кои што не се изведуваат кај нас, ја пратат во смисла на доктори кои што ќе бидат присутни овде и во локални услови ќе ги тренираат нашите доктори. На тој начин во локални услови нашите доктори
ќе го подигнат нивото на знаење и тоа ќе го аплицираат во својата секојдневна работа. Во јавноста често се објавуваат и информации за присуство на бактерии во операционите сали и други простории на дел од клиниките. Дали е тоа хроничен проблем за кој нема решение и можеби и дел од причините за смртноста и други компликации кај пациентите? Секако дека е. Станува збор за инфекции кои се јавуваат насекаде во светот во болнички услови, посебно во интензивните неги. И затоа следниот чекор, односно една следна стратегија која што ќе обелодениме е намалување на овој проблем. Веќе вчера беше ревидирана комисијата за антимикробни интрахоспитални инфекции и сметаме дека со така освежен еден состав ќе направиме за многу кратко време не само стратегија, туку и акцијски план за тоа како инфекциите во нашите болници да ги намалиме. Ни се случи да нема животоспасувачки лек за ретка болест на клиничкиот центар. Таков е примерот со 15-годишното момче кое почина за време на операција на колено. А дали можеше да се спаси неговиот живот, наместо отпосле да се размислува да се внесе лекот кој што не е непознат ниту нов во здравството? Таа трагична случка, за жал, ни дозволи да видиме дека тој лек недостасува. Ние ја започнавме постапката, една сериозна и голема американска фондација се понуди тој лек да го донира. Требаше да стигне веќе неделава и јас пред вие да дојдете имав разговор со представниците на фондацијата заради некои царински пречки. Лекот ќе биде тука веќе во понеделник или вторник следната недела. Македонската јавност беше потресена и со случајот на смртта на родилката во приватна болница. Дали утврдивте што точно е причината за смртта на родилката? Во отсуство на јасен одговор, во јавноста се отворија и дилеми за тоа какви анестезии се употребуваат и колку тие се безбедни. Комисијата која што имаше задача да го испита целиот случај, делумно само заврши со работата. Целокупната документација ќе биде комплетирана кога ќе пристигне извештајот од Институтот за судска медицина, така да со официјален извештај и ставки излеземе потоа. Во однос на лековите, ве уверувам дека станува збор за европски и квалитетни лекови кои што се користат за анестезија во сите наши јавни здравствени установи. Покрај тоа што во здравството се вложуваат огромни пари и се набавија апарати, пациентите и натаму се принудени да одат на приватните клиники, зашто дел од апаратите не работат или нема реагенси, каков што е случајот со ПЕТ скенот во ПЕТ центарот. Зошто овој центар не профункционира? Тоа во што ние треба најмногу да инвестираме е знаењето на докторите и целокупниот медицински персонал. Само така можеме да го подигнеме нивото на квалитет на здравствената услуга. Понатаму врз основа на експертизата и врз основа на потребите, ние може многу лесно да набавиме опрема таму каде што треба, за таа цел за која што е потребна, за соодветен регион, за соодветен број на население и едноставно да таа услуга која што веќе се нуди и го зголемиме квалитетот или доколку не се нуди да ја представиме во нашата држава. ПЕТ центарот се уште имаше некои работи кои што се комплетираа во однос на документацијата и така натаму. Во моментов се очекува да пристигнат материјали и веќе ме увери директорката заради интересот на пациентите дека од следната недела ќе бидат закажени снимањата, а работиме на начинот на кој што тој тек на доаѓање на реагенсите потребни да се таму произведуваат материјалите и таа институција непречено да работи, го најдеме за релативно кратко време. Поголем дел од здравствените работници заминаа во странство, а тие што се тука велат дека го губат ентузијазмот поради партизациите, ниските плати. Како ќе се реши проблемот со кадар во здравството и дали покачувањето од 5% е доволна финансиска стимулација и мотив за лекарите да се вратат во јавното здравство? Дозволете да уверам дека во рамките на економските перформанси на нашата држава, на генерално финансите и на Фондот за здравствено осигурување, вложување максимални напори да ги подобриме платите на нашите доктори и медицинскиот персонал. 5% зголемување е само почеток, очекуваме дека со ребалансот ќе има повеќе, понатаму се одвои екстра сума на пари со која што ќе се зголеми
цената на чинење на дежурството на сите здравствени работници низ целата држава. Но не е тоа единствениот фактор кој што нашите доктори ги задржува или ги тера да заминат во странство. И самиот систем на функционирање, за кој што напорно работиме да се подобри, но исто време и степено на едукација и знаење кој што го добиваат тука, а за кој што ви спомнав по кои механизми сакаме да го подобриме, цврсто сум уверен дека е сериозен фактор да докторите ги задржи во нашата земја. Кога ќе има натамошно зголемување на платите во здравството од ова што го најавите, и верувате ли дека тоа ќе биде мотив и да се вратат и приватните лекари во јавното здравство? Има интерес од голем број на приватни лекари да се вратат во јавното здравство. Зголемувањето на платата ќе почне во втората половина на годината, а зголемувањето на дежурството во првата половина на оваа година. Одлучивте ли на која локација ќе се гради клиничкиот центар по најавата дека со реализација треба да се почне кон крајот на месецот? Ние се уште не сме донеле одлука каде тој ќе се гради. Во деталите видовме дека станува збор за еден интегриран здравствен систем, во исто време, но нуди одлично сообраќајно решение да се растиретат и околните улици, освен самиот кампус на клиники. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.